Добро дојдовте во моето ново видео. Денес имаме со Јована кој се занимава со музика, е млада артистка во Македонија. Малце ќе поразговараме за незината кариера, така да останете до крај на видеото. Мислам дека ќе ви се допадне. Здраво, Јована, мило што прифати кога да снимаме заедно. Здраво, фала на поканата, Стефан. Мило ми е што сум тука. Дали си спремна? Секако. Ете, од каде можеме да кажем прво прашање ќе ги заинтересира и младите и гледачите, од каде желбате да се занимавате по-професионално со музика? Па вака, моите почетоци можам да кажам за посериозно занимавање со музиката дека започнуваат од пред 6 години, кога мојата мајка започна со организирање на мюзикли. Тие мюзикли се спои на пеење, глума и танци. И тука јас се пронедов повеќе и во музиката и во театарот, заедно со многу други деца и младинци кои што учествуваа на самите мюзикли и ме инспирира да продолжам со тоа што го правам и да се интересирам повеќе во музиката. Покрај мюзиклите, јас во своето слободно време пишував некои текстови, си препеував песни од англиски, си пишував некои рапови, така нешто креативно на страна што ме движеше и што ми дозволуваше да се изразувам емоционално и да, не знам, дојдам, бидејќи во тие години стануваме позрели, учиме како да ги изразуваме своите емоции, без разлика за што станува збор, и така си најдов свој некако излез креативен. Па сега скоро почнав посериозно да си ги сваќам текстовите и пишувањето на текстовите, како и пеењето. Пред една година се решив да ја започнам мојата, можам да кажем, соработка со Весна Малинова, која што е наша позната добро, ваќе ократи. Да. Пред една година ја започнав мојата соработка со Весна Малинова, која што е наш текстописец. Таа има соработувано со Каролина Гочева, Дани Димитровска и решив дека така ќе биде најдобро да видам дали текстовите кои што јас ги пишувам вредат да станат еден реален проект, за да понатака снимам своји песни. Со неа работев скоро пола година на сите мои текстови што ги имав и дојдовме до неколку демоа за песни, кои што дури сега, последна година, најдов и храброст и начин за да можам да ги снимам во студио и да ги работам заедно со бенд. Така што оттаму потекнуваат моите почетоци, ете така можам да кажам. Супер. Ајде, пиши се во 3 збора. Се опишам во 3 збора. Па, за овој период сега би можела да кажам дека сум храбра, емотивна и креативна. Супер. Кога ти беше први настап и како ти беше чувството? Прв настап со мюзиклите или за пеењето? Ете, едното и другото нека биде. Вака, со мюзиклите прв настап пред 6 години, на самиот почеток. Беше многу интересно чувство да се искочи на сцена и токму во тие први моменти сватив колку тоа може да ме промени и колку ми е потребно. Мислам дека се случуваше првиот настап на сцената во Филхармонија, имаше преголема публика и стварно беше преубаво доживување. Заедно со цел тим да пренесеме на нешто на кое што сме работеле цела година. Во врска со пеењето, прв настап како соло артист се уште не сум имала, бидејќи уште работам на моите песни, но сум настапувала заедно со бенд како пратечи вокал и сум настапувала со други песни. Супер, ете сигурно ќе ги заинтересира младите и гледачите, додуше требаше прво да прашам, ајде со тек на прашањата, дали мислиш според тебе дека може како пејач или пејачка во Македонија, да може надвор од Македонија да се успее и да се заработи, како да биде по-професионално? Јас се уште го откривам тоа, но секако има многу луѓе на кои што можам да се угледам и кои што си живеат од тоа и се успешни во таа сфера, така што сметам дека ако се сака секогаш има начин да се успее. Така е. Друго прашање, што пати практикуваш да пееш, пример, дали македонска, српска или англиска? Што најпаќе ти лежи? Искрено, јас кога пишувам песни, многу лесно ми доаѓаат идеи на англиски да пишувам
Претпоставам тоа е поради тоа што некако и самиот јазик е позвучен, но и често сум слушала англиска музика и како мала и сега, но секако си сакам и на македонски да си пеам. Така што англиски и македонски најмногу. Супер, ете, кој ти е идол? Ете, не мора од Македонија, надвор од Македонија. Не знам, во светот нека биде. Па тука би ја спомнала Ријана, дефинитивно ми е звезда за пример, светска. Но се инспирирам од многу луѓе, и од наши артисти, и од странски артисти, од секого влечам по нешто што ќе го почувствувам дека, знаеш како некој чувство како тоа е нешто што јас се пронаоѓам во него и се акумулирам од разни страни. Супер, колку посветувате една вежба, пример, или една песна, пример, да се напред, пример, скроз да долови, со пример за настап, не знам, зашо било. Знаете, или за во студен негде, за во снимање. Ако песната ми е пример за настап, ако ми е позната доста или сум ја пеела претhodно, многу помалку време, но за да создадам една песна од почеток, сега бидејќи јас сум во моите почетоци, малце подолг е процесот. Не знам, би рекла можеби месец-два. Супер, наредно прашање е, ако би се вратила 5 години назад, што би променила? 5 години напред некако. 5 години напред ако отидам, што би променила? Да. Па не можам да променам иднината. 5 години наназад ако би се вратила, најверојатно ништо не би променила затоа што не би била тука каде што сум да би променила нешто. Така што да. Друго, од кој имаш најголема поддршка? Најголема поддршка од дома секако. Мајка ми најмногу бидејќи се занимава со музика, така што да, и од сите најблиски. Супер, како се справувате со хейт коментарите? Рано знаеме во денешно време никој не ќе да бидеш успешен или усмешен или да бидеш подобар од некој друг, пошто реално љубомората и не знам и омразата и мразата кај луѓето е многу лошо, не знам, едноставно обседнати се со туѓи мислења, со туѓи живота, не се замара за нивни. Да, искрено има многу негативни коментари. Не општо кон мене, се уште сум на почеток, па и не ме знаат толку луѓе, но се има случувано. Зависи, некои денови кога сум со обврски, со пријатели, не ме допираат толку, но некогаш се случува, пример, да седам и да сум одморена или нешто да сум во пониско расположение, па да дозволам повеќе да допрат до мене, така што зависи, некои денови повеќе влијаат, некои не. Меѓутоа сметам дека не е добро да се шири омразата, дефинитивно треба да се поддржуваме и стварно има многу и млади луѓе кои што сега се активни и во музиката и во било која друга сфера, спорт, не знам, танци, така што мислам дека само со поддршка може напред да одиме како генерација општо и како земја. Така е. Ајте после баш да не должен ујат да не те знам што план имаш вино, ако можеш нешто да не одвоиш. Па вака, ќе зборам за блиска иднина, бидејќи оваа година ќе има доста проекти. Сега работам на моја соло песна. Таа ќе биде и на англиски и на македонски ја снимам. Првата песна што ја имам напишана заедно со Весна. Втора работа кон која што ете така се радувам оваа година е нов мюзикл со Бродвеј Јуниор, ќе го правиме Аладин во јуни. Друга работа на која се радувам оваа година е нов мюзикл Аладин, кој што го спремаме за во јуни. Тогаш ќе биде премиерата и сега почнав да пеам пратечи вокал заедно со бендот Бело Копче, па можеби ќе има некои нови интересни свирки заедно со нив. Така што тоа ми се плановите за сега. Супер, дај Боже да ти се насворат плановите. Ајте, од мен имаш голема поддршка. Фала ти. И обавезно да ја запратите јавното име од мене Инстаграм, секако и од мене, и обавезно да ја поддржиме, кај што ќе пее, обавезно да му даме поддршка, пошто ние самите ако не си даваме поддршка, нема кој друг да не поддржава во вашето правење. Убаво кажано. Фала и на тебе.